Инклузија е процес со кој се гради општество кое ги прифаќа сите лица и им дава подеднакви можности да ги изразат своите потенцијали, знаења и вештини. Лицата со попреченост имаат многу способности. Потребно е само да им се отстапи простор за тоа. Според Конвенцијата на Обединетите нации за лицата со попреченост и законската рамка на Република Македонија, лицата со попреченост имаат право на работа во работна средина која е отворена, достапна и инклузивна за сите. Постојат компании кои овозможуваат различна работна сила што ги вклучува и лицата со попреченост. Со мали прилагодувања се овозможуваат услови без бариери за вработените со попреченост да бидат продуктивни и да го остварат својот потенцијал. Веќе работам скоро 10 години во март, 2018, точно наполно 10 години во ова предпријатие. Работата и работни обврски ми се нормални, тука сме вработени телесни инвалидни лица, лица со попреченост на говор, со попреченост на вид, сите комуникации ги имаме сите добро, со нормално запослените колеги. Од страната на менаџерскиот тим сме задоволни, во какви услови работиме и какви услови дават за работа, се нормални и секој по нашите можности. Работам 8 години полни, до август е 9-та година веќе. И сум задоволна, да. Сум задоволна од работата, од колегите, од претпоставените. Јас имам исчешење на колк, вродено исчешување на колк, така да јас сум соживеана со тоа години. Така функционирам и буквално работам се. И дома, и овде гледам да не го потенцирам таа моја попреченост, туку да работам. Па еве, например, тука на каса, наплата на производи, фактури правиме, како што видовте пред малку, за други лица, за нашите колеги. Кога нема, например, тука работа, тогаш услужуваме муштерии. Има секогаш роба за редење, редиме, да се исчисти, да се избрише и така. Се што треба. Десет години работам во Алфибикум. Дека задоволен и убаво му иде работа. Како магазинер мора да работи, во магазин се работи со ситна роба. Моментално немам потешкотија, пошто се повише како глубини ми вработени. Јас сум еден од нив како инвалидно лице, знам да работам со нив, да комуницирам. Знам да комуницирам, пошто е мој родител таков исто глубина. Се снаоѓаме, си ја знаат работата, нема везе што е како инвалидно лице, глувонја. И вези други колеги, ако имаат нешто потешкотија, ме викаат мене како преводувач да ги олеснам работа и тоа. Имам завршено средно занатиска текстилец, па пуно време потоа не продолжи кога завршив, пуно време така без работа и не факултет. Покасно запишав факултет, не завршив
ова е моето прво работно искуство што го работам. Овде сум задоволна овде со вработените и со муштериите што доаѓаат. Од работата сум задоволна, работам како заменик, па ги работам врските на компанијата во производство работни задачи во производство за месо таму како се работи месо, работните налози ги правам. Фактурите некои работам тука на компјутер фактури. Многу задоволна сум од работа, си ја сакам работата што ја работам. Кога бев дома ништо не научив. Овде кога се повиши се научив тука. Научив со луѓето тука, контактирам се. Преходно сам работаја у Цигуану 21 години сам работаја. Како радник сам бие, како ваму што сам бие, ама и таму сам радник бие, ама многу превише работа тешка било у Цигуану. После остана 4 години остана без работа. Иде по прихватно, не дозволи да остану теко ја. Ако сам овој такво лице, ама јас сам па сам још способен за неки работи да работам. Јас сум солидно задоволен, чак и презадоволен сум. Лесна ми е работата, не е многу тешка. Прво работно искуство и баш е одлично. Се снаоѓаш? Да, доаѓам на работа, финансиски сум постабилен, имаш добро за живот. Колку е важно вработувањето на лицата со попреченост и која е улогата на заштитните друштва, ќе поразговараме со доцент доктор на Институтот за дефектологија Наташа Станојковска-Трајковска и Владо Додевски, управител на заедницата на заштитни друштва Заповим. Почитувани, ви благодарам што прифативте да гостувате во нашата емисија. Благодарност и за вашата покана. Господјо Трајковска, дали лицата со попреченост може да бидат вработени? Несомнено, и системот на рехабилитација, интегралниот систем на рехабилитација така се заокружува. Не можеме да зборуваме за успешна рехабилитација доколку на крајот лицата со инвалидност не бидат вработени. Сега, за жал, морам некаде многу порано да започнам. Имаме многу проблеми за да дојдеме до вработувањето. И инклузивното образование, меѓутоа и посебниот образовен систем, кога треба во наредната детска возраст да започне професионалната ориентација, не започнува најсоодветно. Понатаму во средните посебни училишта имаме неатрактивни насоки, не затоа што не знаеме, не можеме или не сакаме, затоа што пред себе учениците со оштетен вид, учениците со оштетен слух се малку на број, па и не може да има премногу насоки. И токму поради тоа имаме по една или две условно наречени машки или женски насоки, значи образование кое што недоволно ги мотивира учениците за да понатаму го продолжат своето образование на високо образование. Па како след на тоа и високото образование се уште не е најдобро подготвено за учениците со попреченост, односно студентите со попреченост. И обично како искуство го земаат оние факултети каде што имаат претходно добро искуство нивни блиски пријатели и таму се запишуваат. Се уште многу треба да се работи на високото образование. Дури еве и на филозофскиот факултет каде што се наоѓа Институтот за дефектологија не е се уште подготвен да одговори на сите предизвици кои што се поврзани со студентите со попреченост. Генерално зборувам за сите факултети, најголем дел немаат ни пристап, да не зборувам за звучна или пак светлосна сигнализација, тоалети и така натаму. Но она што е најголем предизвик во периодов и нешто што почнува да се афирмира се бројовите учебници,
или анридерите кои што може да се користат за учениците со оштетен вид и така натаму, па и многу често на нашиот институт доаѓаат барања од други институти како да постапуваат со студенти со попреченост. Асистивната технологија е неопходна за да дојдат до тој стадиум, за да ги усвојат сите знања, да се вклучат во сите активности и да можат да бидат добро подготвени понатаму за пазарот на трудот. Сега кога зборуваме генерално, кога ќе го поминат целиот систем на образование и рехабилитација, на различни нивоа се подготвени или не се подготвени за вработување, затоа што зборуваме за ученици кои што се засегнати во интелектуалниот развој или пак не се засегнати. Генерално сите луѓе со попреченост без разлика на видот и на степенот треба да бидат подготвени за вработување и можат да излезат на пазарот на трудот во рамките на своите можности и способности. Господине Додевски, која е улогата на вашата заедница на заштитни друштва и на кој начин функционирате? Заедницата на заштитни друштва е асоциација на фирмите кои вработуваат инвалидни лица и ние општ термин е заштитни друштва. Во своето секојдневно делување заедницата е во функција на комплетна логистика на едно инвалидно лице кое ќе се опрати кај нас. Имаме приемни денови сите во неделата си за целото работно време. Од аспект дали има соодветна документација, видот и типот на образованието и понудата на фирмите каде има опција тоа инвалидно лице да биде вработено. За цело време го пратиме како заедница или исто така даваме логистика и на обични фирми кои сакаат да вработат инвалидни лица и својот статус да го трансформираат во заштитно друштво. Каков е интересот за вработување лица со попреченост? Во постојниве заштитни друштва интересот за вработување е константен од причина што ова се фирми кои се со долга традиција. И пред донесувањето на Законот за вработување на инвалидни лица од 2000 година, имаме фирми што постојат и пред тоа како заштитни работилници. И они кај себе имаат изградено сенс, осет за работа со инвалидниве лица. А во Република Македонија, за жал, тенденцијата за основање на заштитни друштва е во надолна линија. Значи имаме еден процес каде постојните заштитни друштва од X причини го губат статусот и продолжуваат да работат како обични фирми, а основање на нови заштитни друштва нема. Фактички минатата година и предмината година во Република Македонија се формирани вкупно 3 заштитни друштва. Инаку, кога сме кај оваа, да кажем дека на ниво на Република Македонија вкупно постојат 253 заштитни друштва кои се членки на нашата заедница и имаме во сите општини во Република Македонија заштитни друштва со исклучок на Дебар и Ресен. Колку е важно вработувањето? Дали тоа е пресудно за целосна интеграција во општеството? Несомнено. Значи, повторно да се навратам на како што започнав на првото прашање. Значи, ниедно лице не може да биде целосно реализирано, да биде среќно, исполнето, меѓутоа да ги извршува своите обврски како член на едно семејство, доколку не е вработено. Токму затоа и работиме тенденцијата на сите да бидат вработени. За жал, еве кога зборуваме за лица со интелектуална попреченост, се уште имаат малку можности како резултат на лошата организација на дневните центри, затоа што тие се на пример регистрирани како центри за дневно згрижување и работно-производствена активност, но не функционираат во рамките на оној вториот дел работно-производствена активност, немаат одржливост, дури во поблиското опкружување имаме дневни центри кои што имаат поголемо производство и кои што можат да овозможат парични средства и за своите корисници. Тоа значи дека дури лицата со умерена, со тешка интелектуална попреченост ќе придонесуваат во примањето на своето семејство и нивните родители ќе бидат порелаксирани затоа што ќе знаат дека и тие самостојно можат да остваруваат приходи за себе и евентуално ако имаат свое семејство. Кога сме кај овој дел, јас се извинувам, многу е битно сегашната законска рамка во Законот за работни односи не дозволува влез во фирма, независно дали е заштитно друштво или од отвореното стопанство, ако не е соодветното лице нема засловен работен однос. Со оглед на ова што колешкава го коментираше, ние имаме делна лица каде тој процес на работно оспособување би требало да почне во соодветна фирма за соодветно работно место, во зависност од потребите на работодавачот
и потребите и интересите на инвалидното лице. И мислам дека во тој дел законот ќе треба да претрпи соодветна промена за да се види инвалидното лице да влезе во фирмата, да го види производниот процес, да ги види луѓето, да ја види работната средина, затоа што не е битно дали му се допаѓа на него или работната обратно. Мора да се направи спој натрешен меѓу работната средина и инвалидното лице. Колегите тамо, техниката, технологијата што е присутна и овие лица, да кажем, низ една обука која ќе потрае неколку или повеќе месеци, во тој период не би биле во работен однос, би добивале некоја награда, накнада и така натаму, меѓутоа работодавачите, а тоа нашето искуство го потврдува, се спремни да вработат лица кои ќе бидат оспособени за соодветно работно место во рамките на работниот процес што го нуди соодветното заштитно друштво. А во моментов имаме неколку решенија како волонтерски договори за оние кои што, например, имаме лице кои што е деинституционализирано од специјалниот завод Владимир Капија, се работи за институција за тешка и длабока интелектуална попреченост, а има шивачка работилница. Или пак лицата од стамбени единици за живење со подршка, повторно еден убав пример, лица кои што најголем дел се деинституционализирани, кои што биле далеко од социјални контакти и вклучени од сите текови на живење во едно друштво. Сега веќе од Волково, например, патуваат до центарот на Скопје. Во центарот на Скопје сите ги знаат, луѓе кои што веќе немаат проблеми со мобилност, ни со комуникација, располагање со парични средства и така натаму, умеат да пласираат производи, да ги продаваат и со тоа, значи, дел да остваруваат средства за нив самите. Кои се условите кои што треба да ги исполнуваат компаниите за да станат ваш член? За да некоја фирма стане заштитно друштво, кумулативно или вкупно мора да бидат исполнети повеќе услови. Првиот услов е во фирмата да има најмалку вработени вкупно 10. Од овие 10 вработени најмалку 4 лица треба да се инвалидни лица. Јас го употребувам терминот инвалидни лица, бидејќи во нашиот устав е терминот инвалидни лица. Дозволувам да бидат употребувани и други термини. Од овие 4 инвалидни лица пред вработувањето ќе треба да добијат од Комисијата на Министерство за труд и социјална политика наоди мислење дека можат да работат на соодветното работно место, од причина што може да се случи несоодветното вработување. Примерно кај лицава со оштетен вид во услови на разни испарувања, во услови на прашања, постојната инвалидност да биде зголемена. Исто така во делот кај телесни инвалидни лица, кога имаме восокари, млекари и влажни подови, а проблемите со движење може да се случи дополнително влошување на состојбата. Откако овие два услова ќе ги исполнат и лицата ќе бидат вработени на неопределено време, во тој случај, согласно законот за вработување на инвалидни лица, фирмата го исполнува овој услов и продолжува да работи како заштитно друштво. Одека сакам да напоменам дека од првиот момент на интересот на некоја фирма да се формира или трансформира како заштитно друштво, даваме логистика за целиот период, која е бесплатна. Колку рехабилитационите програми, односно обуки или дообуки, може да помогнат при вработувањето на лицето со попреченост, односно нели да се вклучат и тие во современите текови на вработувањето? Па секогаш помагаат. За сите нас иницијалното образование не значи дека сме го завршиле своето образование, секогаш ни е потребна дополнителна едукација, особено кога станува збори за развивање на некои вештини. Кај лицата со попреченост неминовно е тоа, значи да ги следат сите текови. Токму затоа и треба да се соработува постојано со невладините организации кои што имаат многу често иновативни решенија. И еве и во предизборниот период и кандидатите за градоначалници потпишаа договор за соработка со невладините организации, а со децентрализација нели поголем дел во грижата за граѓаните превзема локалната власт, па и за вработувањето, така да и невладините организации во голем дел може да помогнат, а и државата со обука на работното место, затоа што господин Додевски подобро тоа го знае, многу малку од лицата кои што се вработени во заштитни друштва се оспособени токму за тоа работно место. Обично оспособувањето е за некакви конкретни операции кои што ги барат
бара работодавецот, односно работното место. Значи, едукацијата е многу потребна. Сега уште подобро е кога станува збор за оспособување, рехабилитација во редовни услови. Имаме соработка филозофскиот факултет со Џорџ Мејсон универзитетот во Вирџинија, на пример имаат позитивно искуство на работно оспособување на самиот универзитет. Значи се оспособуваат за животни вештини, за работни вештини, онака како што се оспособуваат кај нас во рамките на инклузивниот или пак посебниот образовен систем и на оние доедукации, меѓутоа се оспособуваат во еднакви услови како сите други студенти. Значи тоа е еден убав позитивен пример затоа што во таква ситуација може да зборуваме за социјална инклузија во истинска смисла на зборот. Ние постојано зборуваме дека сме инклузивно општество, но не секогаш сме подготвени да ги примиме лицата со инвалидност повеќе од непознавање. Позитивно искуството на работно способување, односно до едукација во заштитните друштва, колку што јас како гостин имам искуство и низ некои истражувања повторно како гостин во заштитните друштва, можам да ги пофалам дека навистина имаат добра соработка, веќе се сензитивизирани работодавецот и другите вработени, имаат не завршува нивното дружење и соработка само во рамките на работното време, туку продолжува и надвор од работното време. Дури се оди до таму, а кај нас веќе најдобрите компании стануваат заштитни друштва со огромна бројка на вработени работници и со огромно производство веќе се заштитни друштва. Позитивен пример на што сега брзо го видов и што секаде го кажам ко пофалба, на пример Дукидасо, покрај она што имаат вработени лица со инвалидност, веќе во новиот објект се подготвени целосно да покријат и со пристап и со тоалет за лицата со инвалидност, лифт, значи се подготвуваат веќе она свеста за лицата со попреченост навистина е толку висока што самиот работодавец вложува се повеќе за да се чувствуваат пријатно и за да како фидбек има добри резултати од самите лица со попреченост. Доцент Наташа е многу во право. Овој комплекс на прашање е многу поширок од аспект на тоа што постојното систем на образование и за инвалидни и за неинвалидни лица воопшто е така концепиран да од ниедно училиште, посебно средните, не се излегува со познати вештини. Од аспект дека со завршувањето на школото наредниот ден може да се вработите и да работи некоја операција. И од тој аспект има многу е важно овој дел, посебно кај инвалидниве лица, за професионална рехабилитација и вработување. Професионалната рехабилитација пред вработување во смисло на добивање на меки вештини, представување, хигиена, почитување на работно време, ред и така натаму. Вториот дел е заради тоа што пак технологијата сега секојдневно се менува и се унапредува. И мора прво да се влезе во фирмата, да се оспособи инвалидното лице за некоја соодветна работа, за да може понатаму, што имаме ние многу позитивни примери, да има вертикална продност на инвалидните лица. Во смисло, имаме инвалидни лица кои имат и повисок степен на образование, почнале условно кажано со пониско работно место, меѓутоа сега се во хиерархијата во технолошкиот процес имаат напредување и имаат и добра позиција и изузетно и добри примања. Зашто се може да се искористат средствата од посебниот фонд? Посебниот фонд дава широка лепеза и он во основа ги изедначува сите работодавачи во Република Македонија во делот на користењето средства, во делот на вработувањето на инвалидни лица, вклучувајќи и вас како телевизија, да кажем. Значи, не прави сегрегација, тука се јавните установи, фирмите од отворено стопанство, заштитните друштва, трговците поединци и така натаму. Исто така, законот дава широка можност и исто така под еднакви услови за сите субјекти кои ќе вработат инвалидни лица во Република Македонија за адаптација на работно место при вработувањето. Независно од која е таа адаптација, со напомена дека овдека средствата и на која сум дипломиран инженер за заштита при работа, па ова работа заради струката ми е релативно поблиска, во многу ситуации овој износ од 100.000 денари е недоволен да се направи соодветна адаптација. И дополнително, заради подобрување на конкурентската способност на заштитните друштва и трговците поединци,
овие два облика на организирање имаат можност да користат на секои 3 години средства за набавка на опрема во функција на фирмата и на инвалидното лице. Често служиме забелешки дека средствата доцнат. Дали сте запознаени со тоа? Во изминатива година и повеќе управниот одбор на Агенцијата за вработување кој де факто ги доделува овие средства со промените на законот кој настана пред отприлike година и пол дена, се почитува рокот поднесените барања да се решават во рок од 90 дена. Меѓутоа, кога сме кај користењето на средства, ја би сакал да дадам свој допринос да се разбие мислењето дека средствата од посебниот фонд се злоупотребуваат. Нашата јавност мора да знае дека средствата од посебниот фонд се повеќе заштитени од средствата кога ќе земете кредит од банка. Пример, ако некој работодавач вработи инвалидно лице и добие 20 плати, он е должен за да работодавачот не го злоупотреби законот за користењето на тие средства да даде или банчина гаранција или хипотека 2:1. Многу банки даваат хипотека 1:3. Значи скоро дупло се подобри условите за користење на кредит од банка или за разлика од средствата на посебен фонд. Исто така, средствата што ги добиваат работодавачите, во овој случај трговците поединци и заштитните друштва за доделените средства од посебниот фонд за набавка на опрема, покрај склучување на посебен договор, се должни исто така да дадат банчина гаранција која ги покрива целиот износ на средства во рок од 3 години или да дадат хипотека во однос 2:1. Тоа значи, ако корисникот на овие средства, дали е заштитно друштво, дали е трговец поединец или било кој друг работодавач, Агенцијата за вработување може во секој момент дадените пари да се ги поврати. Условно кажано, веројатно тоа многумина го знаат, дека банчината гаранција, ако денеска ја однесете да ја протестирате, истиот ден банката ќе ги даде парите и посебно фонд во истиот ден ќе биде обештетен. Ова не е добро и за фирмите кои вработуваат инвалидни лица. Ние имаме прекрасни фирми каде кога ќе влезете во фирмата е направена целосна инклузија, социјална, психичка, финансиска, технолошка на инвалидните лица во работната средина. Не може да познаете дека се работи за фирма која вработува инвалидни лица. И таквите примери треба да не водат, а не да не водат евентуално негативните примери. Какво е искуството во соседството со вработување на оваа категорија граѓани? Во најблиското соседство имам некакви разлики. Она што еве сега во моментов се сетив, нашиот закон за вработување на пример не ги опфаќа и лицата со аутизам. Сега многу гласно се зборува за ова категорија лица, расте можеби поради диагностицирањето, како и да е, расте бројката на лицата со аутизам или аутистичен спектар на нарушување, а се уште како категорија во нашиот закон не се ставени и треба да се размислува не во моментот кога ќе имаме некаква поголема бројка, туку со една поопсежна стратегија за вработување да се бидат предвидени и овие лица. Во опружувањето имаме професионална рехабилитација, во некои држави имаме квотно вработување. Некои вакви проекти или пак иницијативи на невладини организации и беа веќе на разгледување во Македонија, поминаа некои проекти, но кај нас обично проблем е со одржливоста на проектите, како завршува проектот, односно финансирањето, така завршува и можноста за имплементација, нивна имплементација. Квотното вработување исто така како превземен модел беше како иницијатива на невладините организации, можеби е добро решение за лицата со високо образование, оние кои што интелектот не е засегнат, па ќе може да се изборат за вработување во јавните институции на подобро работно место, или она квота ќе им го гарантира тоа, но тоа не се реализира. Исто така, социјалното претприемништво е многу актуелно, она што функционира во земите од окружувањето. Сега веќе има драфт верзија на Закон за социјално претприемништво и се надевам дека многу наскоро и во Република Македонија
ќе профункционира социјалното претприемништво и ќе заживеат социјалните предпријатија, но со ова ќе заживеат и дневните центри, ќе почнат со некакво поголемо производство и остварување на приходи за одржливост на дневните центри. Исто така, како форма на вработување постои поддржано вработување, поддршка на самото лице со инвалидност и на работното место, меѓутоа и надвор од работното место. Некако Македонија треба да изнајде свои начини за вработување, свои форми и обично за сите оние проекти и процеси, она што поминува без разлика во која сфера, велиме дека е најдобро доколку изградиме свој македонски модел. Врз основа на нашите капацитети и ресурси, врз основа на контекстот во кој што се случуваат и така да ги градиме и така да ги развиваме и секако врз основа на финансиите со кои што располагаме како држава. Да не се случува постојано како што завршуваат проектите, да не преминуваат по процес, туку да нема нивна одржливост. Почитувани, ви благодарам за ова кратко гостување. Благодарам за поканата. Хвала на поканата. Покрај социјална сигурност, вработувањето носи и други позитивни ефекти. Преку работата кај секој човек се зголемува самопочита и се овозможува проширување на социјални контакти, како на работното место, така и надвор од него. Но многу лица со попреченост немаат таква можност поради постоење на предрасуди. 43-годишниот Мартин Трендафиловски, лице со лесни пречки во развојот, веќе 4 години е без работа. Мартин претходно 9 месеци работел во фирма за преработка и конзервирање на овошје и зеленчук, но со цел да најде подобро работно место, останал и без ова вработување. Па работел таму на они ги пакуваат, јас сам ги редов на палета. Станува околу 6 сат, станува па до некад до 3 па кад има пуна работа и 12 сата сам работа. Од сабаја до вечер, до 6. Дали беше напорна работната задача за тебе? Па не беше напорно, не. А зошто остави там? Или те избрка? Не, за да најдам побољна работа. Прво се работи надвор со вода, се работи повише. Мие се таму тие производи и така. Пак да се вратам назад, пак би работел таму. Сите колеги што беа ме прифатија. Дали ти беше интересно таму? Да, интересно беше, да. Те привлекуваше таа работа? Да. Пред неколку месеци Мартин се обидел да работи во фирма за производство на бели печива, но вели дека таму наишол на лош однос од колегите. Па работев во таа фирма на која за кифла, ама не ме прифатија. Направна беше. Колегите има некој друг однос? Да, колегите има друг однос, да. Како се однесуваш? Во што беше проблемот? Па вика овамо, дај овамо ми наради, дај овамо ми извади, дај овамо варкај. Вие посакувате веројатно во овој момент да се работите? Да, посакувам да се работам и бараме работа. Што ќе значи тоа за тебе, освен финансиска, секаква поддршка? Па и тоа, и финансиска поддршка, и дома не се седи, да држиш колеги да работиш негде. Како поминува еден ваш ден? Никако, те по дома работам нешто. И така проаѓа денот. Мартин во моментов посакува да се вработи. Тој се надева дека денот повеќе нема да го поминува дома, туку со колегите, но многу ќе му значат и финансиите. И продав слики на поштадот, врамував, и да сме по други градови, продававме слики. И народ не прифатија, народот и луѓите. Татко ми е сега покоен уметник и слика, како да кажам, и така. Ти дали некогаш имаш слика на дали тоа те привлекува? Не, кај сестра ми е. А јас само врамував, грундирав и така. Спремаја сам платна, све сам работал. Све. Дали можеш, ево, например, денес да се пронајдеш во тоа, да продолжиш тоа да го работиш? Па би можел да работам и тоа. Било што да се најдам само да се работи. Вака не се живее и така. Мартин додава дека не му е проблем што ќе работи, бидејќи е способен да ги извршува сите работни задачи.
Сепак постојат работодавачи кои веруваат во работните вештини на оваа категорија граѓани. Според нив, лицата со попреченост не се само пасивни приматели на социјална помош. Лицата со попреченост се способни сами да си го заработат лебот, потребно е само да им се даде можност. Ова го потврдува и примерот на 22-годишниот Мартин Стефановски, лице со интелектуална попреченост. Тој веќе 3 години е вработен во млекарница во Куманово. Од саварен кога ќе станево, на работа отидеме, ома почиме со работа, правиме кутии, правиме све, и после почиваме да пуниме, урда да пуниме. Правиме некад кутии, некад тие за канчки, тие тројки правиме с колегите, се дружиме и одиме на јадење. Со насмевка на лицето, Мартин раскажува дека му се исполнил сонот сам да има свои пари и да купи се што ќе посака. Иако работата не е според неговото образование, не му представува проблем, туку го исполнува. Додава дека особено е задоволен од односот со колегите. Плата кога е само што сам купил. 7 сет, тој е за алишта и осталче, и тој е за телевизор и радам аз. Успеав да се ја средам собота и све и да си заработам па. Дали си среќен? И среќен сум. И мајка му на Мартин, Лила, е задоволна што незиниот син е вработен и што успеал да се вклопи во работата, иако тоа му е прво работно место. Раскажува дека заедно ги делат трошоците за сметки, но и дека Мартин му помага на неговиот брат кој што е невработен. Ја не можу сама да ги платим сметка, ја сама например. Не може. Он нешто плати, струju воду сак, ја ќе го платам струju и воду, а он ѓубре ќе го плати, например. Тако викам, нека си работи, нека си зима пари, нека си купува што му треба. Те сак спремамо да купатило да правиме, ама не могамо да го направиме. Сега ќе прве година, например, ќе земеме цигли, ќе земеме мајстори, ќе платиме и ќе си направиме купатило. По уредување на домот, желбата на Мартин било да положи возачки испит, но тоа не му е дозволено поради попреченоста. Па затоа тој се надева дека ќе успее да издвои пари од својата плата и наредното лето да замине на одмор во Охрид. Кои се најважните мерки за поддршка за зголемено вработување на лицата со попреченост? Каква е соработката со нив и на каков однос наидува Агенцијата за вработување кај работодавачите, ќе слушнеме во следното интервју. Колкав е бројот на лицата со попреченост кои што се невработени? Согласно евиденцијата која што Агенцијата за вработување на Република Македонија, Центарот за вработување Куманово ја води, активни баратели на работа, невработени лица со посебни потреби, на ниво на нашата општина се 168, од кои 160 се на ниво на општина Куманово, 3 се на ниво на општина Липково и 5 во општината Старо Нагоричане. Со какво образование најчесто се овие лица? Тие лица најчесто се неквалификувани невработени лица, значи лица со основно образование или лица кои што го немаат завршено основното образование, го немаат дооформено или воопшто немаат никакво образование. Значи, отприлика околу 64 лица, значи зборуваме за 42% од невработените лица со посебни потреби се без квалификација, значи лица без основно или со основно образование. Каква е соработката на Агенцијата за вработување со лицата со попреченост? Соработката на Агенцијата за вработување, Центарот за вработување Куманово и лицата со посебни потреби, според досегашната пракса и моје лично искуство од работа со лицата со посебни потреби е на доста големо ниво. Значи, можам слободно да кажам дека лицата со посебни потреби се доста позитивни личности, доста педантни личности кои што доаѓаат на време, на точно закажаниот термин за пријавување, соработуваат отворено, наискрено и се секогаш спремни за соработка и едноставно е задоволство да се соработува со нив. Исто така и работодавачите, сметам дека нашата соработка со работодавачите при вработување на
лица со посебни потреби е на доста високо ниво и доста коректно ниво. Значи работодавачите се спремни на соработка. Самите работодавачи сакаат да ги вработат лицата со посебни потреби, да ги социализираат и едноставно лицата да добијат некое социјално и општествено признание за самите себе, дека ете се корисни и за себе и за околината. Кои се мерките за вработување кои што ги нуди агенцијата за вработување? Значи, вработувањето на лица со посебни потреби е еден многу важен сегмент од работењето на Агенцијата за вработување и низините центри за вработување. Агенцијата за вработување креира посебни активни мерки и посебни политики кои што се однесуваат на вработување на лицата со посебни потреби. Пред се, како една мерка доста успешна, која што на ниво на општина Куманово, можем да кажем, доста успешно се реализираше, е програмата за само вработување на лица со посебни потреби. Преку оваа програма лицата со посебни потреби значи основаат собствени фирми, стануваат управители на тие фирми, со што добиваат неповратен грант од 270.000 за набавка на опрема или за набавка на репроматеријали. Значи, оваа програма се одвива во соработка помеѓу Агенција за вработување на Република Македонија и UNDP. Исто така, друга мерка која што е насочена во смисла на создавање на некое квалификации кај невработените лица со посебни потреби, затоа што споменавме дека најголем дел од невработените лица се со ниски квалификации, односно неквалификувани, е и обука за дефицитарни занимања. Значи, обука за дефицитарни занимања се однесува на занимања кои што во моментот се побарувани на пазарот на трудот и оваа мерка е посебно наменета, значи, за лицата со посебни потреби и тие може да учествуваат во неа, значи, по завршување, значи се обучуваат по завршување на обука, добиваат сертификат кој што ќе им помогне за полесно снаоѓање на пазарот на трудот со стекнатите вештини и квалификации, значи полесно и побрзо да дојдат до своето работно место. И исто така и сите други мерки кои што Агенцијата за вработување ги спроведува преку оперативниот план на владата на Република Македонија, се наменети, значи, за сите лица, без разлика дали се лица со посебни потреби или било која друга категорија на невработени лица. Значи, тие слободно може да учествуваат во било кои мерки за вработување кои што се предвидени со оперативниот план на владата на Република Македонија за 2017, а овие две мерки претходно што ги споменавме се наменети исклучиво за лицата со посебни потреби. Какви се бенефициите кои што ги имаат работодавачите кои што ќе вработат вакви лица? Самиот закон за вработување на инвалидни лица предвидува мерки за подобрување на услови за вработување и работење на инвалидните лица. Самите мерки се во смисол на доделување на неповратни средства од посебниот фонд кој што функционира во рамки на Агенција за вработување на Република Македонија и се насочени кон доделување на финански средства за вработување на лице со посебни потреби во висина од 20 до 40 просечни плати по истек на првите 9 месеци од вработувањето на невработеното лице. Исто така се доделуваат и неповратни средства од посебниот фонд во поглед на адаптација на работното место на кое што работи лицето со посебни потреби. И исто така и неповратни средства за набавка на опрема кое што ќе биде во функција на работењето на лицата со посебни потреби, а исто така се предвидува, значи самиот правилник предвидува и работно способување на невработените лица со посебни потреби за да бидат работно способени за одредено работно место кое што ќе биде во согласно со нивните квалификации и согласно наодот и мислење кое што го дава комисијата при Министерството за труд и социјална политика дека тие лица може да работат на одредено работно место. Произлегуваат одредени шпекулации во врска со токму со ова прашање дека многумина работодавачи се одлучуваат да вработат лица со попреченост за да ги земат овие средства од државата. Вие како агенција дали вршите контрола на терен, дали реагирате на такви, дали има такви случаи? Да, значи ние како Агенција за вработување на Република Македонија, по-конкретно Центарот за вработување Куманово, на локално ниво има законска обврска да врши редовни контроли и посети кај работодавачите каде што има вработено лица со посебни потреби. Значи ние правиме редовни контроли
кои што се дел од нашите работни обврски, до сегашната пракса покажа дека средствата се искористени во вистинска насока. Значи пред се да тие лица бидат вработени. Тие лица мора да работат согласно наодот и мислење кој што им го дава Комисијата при Министерството за труд и социјална политика, значи не смеат да работат на друго работно место, освен оно што е определено во наодот од Комисијата. Лицата мора редовно да земаат платата да им се исплатува на нивната трансакцијска сметка, значи ние при контроли сето тоа го правиме. До сега не сме констатирале некоја неправилност. Во случај на констатирање на некоја неправилност, дали во поглед на исплатување на висината на платата, дали во поглед на работното ангажирање на вработените лица со посебни потреби кои што се вработени кај одреден работодавач, ние имаме обврска законска и морална да постапиме согласно одредбите од законот. Значи законот предвидува и санкции за работодавачите кои што не ги исполнуваат одредбите од договор. Значи кога работодавачите ќе вработат инвалидно лице и кога ќе поднесат барање за искористување на некои од бенефитите кои што ги дава, значи законот за вработување на инвалидните лица, тие исто така има и прекршочни одредби кои што се активираат доколку работодавачот не се придржува до одредбите. Јас можам да кажам позитивно искуство дека ние соработуваме со многу работодавачи без разлика дали се тоа заштитни друштва или правни лица кои што не се заштитни друштва. Досегашната пракса покажува дека лицата кои што се вработени како лица со посебни потреби се успешно вклучени во самата работна атмосфера кај работодавачот, дека тие на некој начин се социјализираат и се задоволни. Секое лице кое што е вработено согласно законот, во секој момент може да дојде во агенцијата за вработување, во центарот за вработување и доколку има некои проблеми, слободно може да разговараме, значи лицето ќе биде заштитено во секој смисла на зборот, а наша задача е да бидеме посредници во процесот на подобрување на условите за работење на инвалидното лице. Наодите од истражувањата во Република Македонија покажуваат дека се уште не е искористен целосниот потенцијал за вработување лица со попреченост. Иако постојат законски придобивки за компании кои вработуваат лица со попреченост, повеќето редовни компании не се информирани и не ја користат оваа придобивка. Сепак, успешните приказни покажуваат дека постои можност за зголемено вработување на лицата со попреченост во приватниот сектор како и во јавните институции. Вие сте една од ретките фирми од градот која што има вработено лице со попреченост. Колку вакви лица има вработено во вашата компанија? Конкретно во нашата компанија како дел на производство на месо и преработка од месо имаме вработено 7 лица со хендикап, од вкупно 15 вработени лица. Значи основна цел за вработување инвалидизирани лица е вклучување на самите инвалидизирани лица во процес на работење на нашата компанија. Така да ние вработуваме 29 инвалидизирани лица во моментот и 40 здрави. По принцип сите се вклучени директно на своји работни места, почнувајќи од општи работници, помошници работници, помошници магационери, помошници продавачи, имаме од секакви профили, да кажеме, возачи до комерцијалисти. И основната цел е да има голем фидбек од самите работници после нивното вработување и имаме и одредени олеснувања од државата за самото вклучување и инклузија на такви лица во нашата компанија и до сега тоа го правиме доста успешно. Работиме како компанија за вработување на инвалидизирани лица од 2005 година наваму. Кај нас веќе сите лица што ги вработуваме во принцип се со основна цел за нивна целосна социјализација, инклузија, вклучување на самите работни места и можени напредок, да кажеме, после самото примање на лицето на работа и долгорочно работење, да кажеме, до пензија. Ние веќе имаме кај нас
инвалидизирани лица што работат по 10-11 години. Тука има со различна попреченост лица, дали тие имаат одредени поволности при извршување на работните задачи? Па нормално е, зависи од хендикепот, дека треба да ги прилагодиш условите за работа према вакви лица, меѓутоа конкретно значи за работните задачи на кои што се распределени со организацијата на работа, совесно си ги извршуваат и ги немат никакви привилегии во тој поглед. Сосема се, мислам, нормални лица како и сите други, така да никаков проблем нема. Па на почетокот, да кажеме, уште прв пат кога почнавме, можеби беше потешко, али со тек на време, како раснеше компанијата и како раснеше бројот на инвалидизирани лица, буквално тоа беше се полесно и полесно. Затоа што лицата кога доаѓа, однапред знаевме, зависно од нивна попреченост, кое лице на кое работно место може да функционира и да биде исполнето целосно. И пошто кога доаѓа во компанија веќе постоја такви лица кои можат да им помогнат, да ги охрабрат, да им кажат како може да ги вршат работите, така да имаме од секакви профили, имаме глуви, наглуви, имаме со телесен инвалидитет, така да од разни профили, со намален вид и така натаму, така да буквално сето што може да се вклопи во работните процеси во нашата компанија, ние со задоволство ги примаме и сите се примени на неопределено работно време. Задоволни ли сте од работните задачи кои што ги извршуваат овие лица? Па досега, значи сите конкретни работни задачи што ги добиваат, ги извршуваат совесно, нормално како и сите други лица, така да немаме некоја разлика, нити пак сме приметили дека не ги извршуваат работните обврски сосема исто како да се неинвалидни лица. Да, задоволни сме и тие, како што ви кажав, веќе се поставени и се поставуваат постојано на работни места на кои може да одговорат и се рамноправни заедно со здравите лица што се примени кај нас. Нормално у почеток кога ќе дојдат првите 3 или 6 месеци постои период на преквалификација, доквалификација или обука, да кажем, имаме и неписмени, имаме и со 8 оделение кои им треба вклучување и објаснување за било кој дел од процесот на работа и тоа бара одреден труд од наша страна, но тие прават голем фидбек за тоа што им се поклонува внимание, они целосно после се, како да кажам, просто си ја вршат работата перфектно. Дали се забележува исполнетоста кај нив, тие се способни сами да ги извршат задачите воедно и да стекнат своји средства, да кажеме, и да бидат на исто ниво како останатите вработени? Мислам дека голема поволност, односно таа исполнетост се осеќа кај нив, значи се чувствува дека се исполнети од работата, со тоа што не се значи деградирани општеството, значи не се привилегирани, него сами се изработуваат за живот. Веројатно се прифатени исто и од колегите. Нормално, значи функционираме како сите да сме исти, значи нема никаква разлика помеѓу вработените. Вработувањето на лицата со попреченост има силно влијание врз социјалната инклузија во заедницата. Затоа да се заложиме сите да придонесеме во борбата за еднакви можности.